Ке ви раскажам 20 непознати факти за земјата на дюнерите, кафето и сериите што баба ти ги гледа од утро до вечер. Ајде да почнеме. Здраво, фелографери! Добре дојдовте во новата епизода на мојот подкаст, каде што ви носам чудни, смешни и неверојатни факти од светот. Јас сум Бобан Фело, а вие гледате Фелографи подкаст. И денес сме во Турција. Не буквално, за жал немам пари за буџет. Но ако сакате да го спонзорирате овој канал, можете да се рекламирате на Фелографи подкаст или бесплатно да стиснете subscribe, like и share на ова видео. Ке ви раскажам 20 непознати факти за земјата на дюнерите, кафето и сериите што баба ти ги гледа од утро до вечер. Ајде да почнеме. Турција е трансконтинентална земја, дел во Европа, дел во Азија. Да, добро слушнавте. Оваа земја не може да се определи. Исто како маж со две љубовници. Во понеделник сум кај Надиде во Европа, во среда кај Ферхунде во Азија. Истанбул е тој среќен град што игра улогата на мост. Буквално преку Босфорот. Замислите, си пиете кафе во Европа, го минувате мостот и за 20 минути јадете баклава во Азија. Ако сте турист, можете да се фалите. Денес бев на 2 континента, а всушност само си се качил на траект за 2 лири, ама постираш слики на Инстаграм како да живее живот на висока нога. Следете ме за повеќе вакви инфлуенсерски совети. Дедо Мраз потегнува од Турција. Оној стар дедо со бела брада и црвено одело. Свети Никола, инспирација за Дедо Мраз, бил епископ во Демре во денешна Турција, околу 4 век. Замислите го, наместо во Лапонија со ирваси, човекот шета по плажи во сандали и им дели портокали на децата. Сигурно бил хит меѓу децата. Им делил подароци без да мора да пеат Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way пред целото семејство. Турците го измислиле Дедо Мраз, а ние го направивме дебел и со Кока-кола. Браво за нас! Турците ја измислиле кафе шемата, каква што ја знаеме денес. Околу 15 век почнале да ги пржат зрната и да прават турско кафе. А првата кафетерија во светот се отворила во Истанбул во 1555 година. Без нив, јас сега ќе пиев чај како англичаните. Не дека не сум англичанец, ама. Замислите го тој хипстерски момент пред 500 години. Ајде, Осман, да одиме на кафе и да се жалиме за султанот и колку е лошо во Турција. Турците го направија светот побрз и покреативен. А јас ја користам оваа прилика да им се заблагодарам за сите убави спомени од кафе шемите и пиењето кафе со женскиот пол. Турција има повеќе антички археолошки наоѓалишта од Грција. Мислевте, Грција е кралица на руините, но турците велат Hold my coffee, bitch. Турција има преку 18.000 локалитети. Ефес, Троја, Пергам. Каде и да копнете, излегува стар град. Замислите си градите куќа, а наместо темели најдете римски театар. Добро, комшивке, вечерва гледаме комедија кај мене у двор, а утре сме во твојот театар. Додека грците се фалат со Акрополот, турците си молчат со 18.000 такви приказни подземја. Скромност или само знаат дека се шефов? Пишете ми во коментар што вие мислите и дали знаевте за овој факт. Лалињата, овие цветови што ги поврзуваме со Холандија, всушност потекнуваат од Турција. Да, холанѓаните украле тренд од османлиите. Во 16 век турците ги одгледувале, а потоа ги пратиле во Европа. Дури и името лале доаѓа од турскиот збор за турбан, зашто цветот наликувал на турбан. Холанѓаните само додале дрвени чевли и ветерници и си го присвоиле брендот. Турците сигурно биле, шко сум Холандија, чао гюзер. Ето, следен пат, кога видите лале, кажете му мерхаба лале. Најстариот храм во светот, Гобекли Тепе, е во Турција, стар 12.000 години, пред пирамидите, пред Стоунхендж, пред се. Замислите ги турците. Ајде да направиме храм, ама никој да не знае зашто служи. Археолозите до ден денес се уште се чешат по глава за да разберат зашто служил храмот. Нема гробови, нема злато, само камења со животни на нив. Може би била првата дискотека. Замисли. Дојди Ферхунде. Ке те чекам околу столбот со лисица. Како и да е, Турција го има овој таинствен бисер. Јас сум импресиониран. А ти? Пиши ми во коментар што мислиш зашто служил овој храм. Турција е дом на баклавата и не прифаќаат конкуренција.
Ако кажете дека сте јаделе подобра баклава во Грција, турците ќе ве гледаат како да сте рекле дека дедомраз не постои. Првиот рецепт доаѓа од османлиските кујни во 15 век. Слоеви тесто, ореви, шеќерен сируп. Чиста магија. Секој град си има своја верзија. Во Газиантеп велат, нашата е најдобра, а во Истанбул не, нашата е најдобра. Нешто како ние со пастрамајлијата. А јас само сакам да ми дадат баклава и да престанат да се караат. Баклава за мир во светот. Првиот универзитет во светот бил во Турција во Хараан, околу 8 век. Не била само библиотека, туку место каде учеле астрономија, медицина, математика. Замислите ги студентите. Професоре, дали алгебра е задолжителен предмет? Да, и носиш и телескоп. Додека Европа била во мракот на средниот век, турците си држеле предавање под звездите. Ептен кул, морам да им признам. Може би нареден пат место мерхаба ага, треба да им речам. Мерхаба, професоре. Во Турција има повеќе од 82.000 џамии. Да, добро слушнавте. Повеќе од колку инфлуенсери во Македонија. Од дека го повезах тој факт, не знам. Речи си секое село си има џамија, а најпознатите се во Истанбул, Аја Софија и Султан Мехмет и многу други. Замислите да си турист во Турција, во Истанбул и си изгубиш. Каде е хотелот? Заврати лево кај џамијата, кој е од 82.000. Турците не се шегуваат кога станува збор за архитектура и вера. Истанбул е рај за мачки. Има повеќе мачки од колку луѓе. Турците ги обожаваат, ги хранат, ги галат, им прават селфиња. Легендата вели дека пророкот Мухамед многу сакал мачки. И замислите го султанот на времето. Не можем да станам денеска. Сами во својувајте Европа. Мачката ми спиена на метката. Ако одите во Турција, во Истанбул и не погалите мачка, официјално сте лош турист. Локалците ќе ве гледаат као шо му е ново, чиста мачкина љубов. Мислев дека турците пијат само турско кафе, ама не, пијат и чај од мали чаши, цел ден, за доручок, после ручек, на работа, аве цел ден. Регионот Риза е чајниот центар на Турција. Тоа е нивниот стил. Чајот им е како национален спорт. Првиот мировен договор во историјата е потпишан во Турција. Кадешкиот договор, 1259 година пред нашата ера, меѓу хетите и египтјаните. Замислете ги. Ајде фараоне да престанеме да се тепаме, дојди да ти частам еден чај и еден дюнер кебаб и да живееме во мир. Најдена е глинена плоча во Анадолија и договорот се почитувал, што е ретко за тоа време. Турците биле пионери во дипломатијата и очигледно знаеле дека мирот е подобар со чај и баклава. Првиот човек што летал бил турчин, Хазарфен Ахмет Челеби. Во 1630 години скокнал од Галата кула во Истанбул со крилје од пердови и го прелетал Босфорот, пред браќата Рајт. Замислите го султанот. Океј, Ахмет, летај, ама само не седи на цименту. И успеал. Турците биле икари пред икар да стане кул. Респект за нивната храброст. Турција има најдолго крајбрежје над Средоземното море, 7200 км. Од Анталија до Бодрум, плажи и пак плажи. Се е совршено. Турците се кралеви на летниот одмор. Сонце, море, јени раки до полноќ. Мислам дека ми треба малку одмор во Турција, подитно. Ама ќе си дојде за Македонија за Великден, бе. А вие во меѓувреме не заборавете subscribe, лайк и шер на видеото. И ќе се видиме во Македонија за Великден. Истанбул е најголемиот град во Турција, ама не е главен. Главниот град е Анкара. Тоа е како Скопје да не е главен град, туку Битол. Истанбул има 15 милиони луѓе, а Анкара е главен град од 1923 година, кога Ататурк решил да ја смени Отоманската престолнина. Замислете го Истанбул. Јас сум поголем, поубав, имам Босфор, а Анкара. Да, ама јас имам печат. Класика. Турција има повеќе солени езера од колку сладки, како Ван и Тус. Езерото Ван е толку солено што можеш да лебдиш како во мртво море. Замисли да си рибар таму. Супер, нема да ми треба сол за рибите, само да фатам риба. А турците си уживаат, пловиш и си мислиш дека си супер херој. Локалците велат дека водата е толку чиста што можеш да ја пиеш, ама јас не би ризикувал. Туристичка замка е. Пиеш солена вода и после ти се пие нормална вода, ама таму нема нормална вода и мора да ачиш пари за пиво. За повеќе туристички совети, subscribe, лайк и шер на видеото. Првата берза во светот била во Турција во 14 век во градот Кутахија. Османлиите тргувале со акции на каравани и стока пред Wall Street.
Замислете го брокерот. Продавам 3 камили и 2 кози за кило злато. Турците биле финансиски гении пред да стане модерно. Сега, ако може да ми кажат како да заработам од крипто, и ги признавам за генијалци. Турција е земја на контрасти, море и планини, традиција и модерност. Можете да скијате на Улудак наутро, а попладне да се бањате во Анталија, или да јадете дюнер кебаб во селска дюнерџилница, а потоа да пиете коктел на брод пловејќи по Босфорот. Замисли да си турчин. Денес сум традиционален, утре сум хипстер. Тоа е магијата на Турција. Се ти е на тацна и никогаш не е досадно. Епа дечки, тоа беа моите 20 непознати факти за Турција. Се надевам дека ви беше забавно, колку што мене ви беше да ви раскажувам. Ако некогаш одите во Турција, земете си кафе, баклава и погалете мачка од мене. Се гледаме во следната епизода. Чао и не заборавајте subscribe, like и share. Станете креативни.